Благодарам, почитувана председателка, почитувана заменик министер. Ова прашање повеќе пати е покренато од мене како пратеник, секако на барањата и на вработените во полициската станица во Бутел и на граѓаните кои се чувствуваат небезбедни. Генерално вие кажавте дека сето тоа е и во надлежност и на општините, на градоначалниците, но за жал во изминатиот период такви активности и покрај покренувањето на ова прашање од моја страна немало такви активности, јас немам такви информации. Напротив, имам информации дека во објектот кој што е изграден после земјотресот, значи после 1963 година во општина Бутел, кој што е целосно руиниран, каде што има проблеми искрено и при најмало врнење на дождот, луѓето на дожд или временски непогоди, луѓето внатре кои што се вработени, иако се помал број, бидејќи полициската станица во Бутел брои и како и во другите полициски станици, колку што имам информација дека имаат проблеми и со човечки ресурси, значи дека имаат потреба и од нови вработувања, но и тие што се вработени таму навистина имаат проблеми. Верувајте, треба да дојдете, можеби сте биле да видите во какви субкултурни услови функционира една полициска станица, значи во никакви услови немаат простор, ниту санитарни јазли, ниту имаат просторија каде што можат да престојуваат вработените во полициската станица, така што потребата од тоа што го кажавте вие дека може да се искористи простор кој што постои како градба на територија на општина Бутел, кој што може да се пренамени, но секако дека еве мојот апел до вас е и до владата се додека има време да се направи некој таков чекор и да се даде поддршка во оваа насока, да се префрли полициската станица во некој од објектите, односно да се прилагодат за полициска станица и секако дека и постоењето на објект и вработувања на луѓе кои што ќе работат во противпожарна станица, исто така потребно, бидејќи се покажа во изминатиот период дека постоењето на противпожарни станици на територијата на Скопје, на градот Скопје, не се доволни за да излезат во пресрет на време при појава на пожар, како што се случи во општина Бутел. Имаме во многу краток период 3 објекти, семејни објекти изгорени до темел, така што значи брзата интервенција и ефикасната интервенција значи дека е неопходна и верувајте, граѓаните на општина Бутел се чувствуваат како да се граѓани од втор ред и како да живеат во еден термин ќе го употребам од еден филм Ничија земја, но секогаш се тие тука кога некој сака да се промовира со мултикултурализам, со меѓуетнички интеграции, обично тоа се употребува во предизборни кампањи со силни ветувања, но за жал граѓаните се чувствуваат многу изиграни, бидејќи јас и жалам што никогаш не се прифатени амандмани од опозицијата и во ребалансот имав поднесено барање и исто така ќе напомнам дека безбедноста и здравствените услуги на граѓаните во општина Бутел се на многу ниско ниво, па се надевам дека барем ќе има разбирање од страна на Министерството за финансии во овој буџет да се издвоја и од колегите кои што даваат поддршка на нашите амандмани, да се издвојат средства и иако на едно пратеничко прашање јас добив ветување дека во текот на 2020 година ќе има изградба, односно реконструкција на рурален објект на амбуланта во селото Љубанци, но има тука, би сакала да укажам за понатаму во текот на овие денови, можеби нема да стаса да се образложува тој амандман каде што барам изградба на поликлиника на територија на општина Бутел, која што е ветена и со парламентарните избори и со локалните избори, ветено е, но се уште нема никакви почетоци за тоа, така што значи граѓаните
граѓаните на општина Бутел имаат проблем и со безбедност, и со здравствени услуги, па дури верувајте и со водовод за кој што се молат граѓаните од љубанци, на кој што постојано им е ветувано и еве јас како пратеник кој доаѓа од општина Бутел повторно замолувам, апелирам и барам поддршка од вас да ја разберите таа потреба која што е насочна потреба, есенцијална потреба, која што буквално на само 6-7 километри од центарот на главниот град на нашата држава Република Македонија да живеат и да има такви проблеми граѓаните. Мислам дека се потценува интелигенцијата на граѓаните на општина Бутел, а тие тоа ќе го покажат за време на предвремените парламентарни избори, кога ќе го кажат својот глас за сите изречени ветувања кои што не се реализирани. Ви благодарам.